За секој од вас кој што сака да постави прашање, стандардно може да го правите тоа на моите приватни профили, во приватна порака Коуч Јосиф, Инстаграм или Фејсбук може да ме најдете. Ако сте похрабри може да го направите и тоа користики го хаштагот AskJosif или па да ги искористите телефонските броеви на телевизија Телма. Славица и прашува дали темната чоколада е добра опција и замена за стандардната. И да и не, Славица. Прва работа, она што треба да го промениш е потребата за благо. А таа потреба за благо која што особено изразите во попладневните часови се променува со тоа што треба да воспоставиш редовност, да имаш појадок во првиот пола сат до саат од будење, да имаш редовност на оброците на 3-4 часа. А доколку зборуваме дали оваа ќе биде подобра од стандардната чоколада, да, подобра е затоа што ќе има поголема концентрација на какао, но самото тоа нема да те ослободи од внес на повеќе шеќери од што ти е потребно или па повеќе масти, затоа што кога ќе свртиш позади на етикетата ќе ти стане јасно, она што треба да го бараш е да немаш повеќе од 20 грама шеќер на 100 грама позади на етикетата и да немаш повеќе од 5 грама масти на 100 грама. Така да провери си, мислам дека 99% макар и од црните чоколади не ги запазуваат тие стандарди и затоа нема да те спаси од потребата за благо и покачувањето на телесна тежина ако мислиш дека ти е поврзана со тоа.